Драги ученици, добре дојдовте во училница. Јас сум Павлинка Велјановска, наставник по музичко образование во Основното училиште Гоце Делчев од Неготино. Овој час се задржуваме во темата музичка писменост, а наставната содржина е F-дур скала. Сега да повториме што се знаете вие за тонска скала. Претходно сте учеле што е тонска скала и наједноставна дефиниција е дека тонска скала е низа од 8 тонови, каде што првиот се повторува како последен. Меѓутоа, сепак вие сте 9-то оделение и треба во многу поширок контекст да ја сваќате тонската скала, затоа што не се само овие 8 тонови со кои што може да се прави една композиција, туку постојат истите тонови за октава повисоко, подлабоко и повеќе октави повисоко и подлабоко, и на тој начин со различни комбинации се прават самите композиции. Тоа е исто како кога имаме 31 буква во македонската азбука, меѓутоа со комбинација на тие букви се добиваат зборови, реченици, раскази, романи и така натаму. Какви скали постојат? Вие досега сте се запознале дека постојат дурски и молски скали. И донекаде тоа е во ред, затоа што сите композиции кои што досега сте ги слушале, сте работеле мелодиски вежби или песни, сите биле во овие два тонски рода. Меѓутоа, само за информација, постојат и други скали, како што се староцрквени скали, молдур, дури постои и атонална музика, каде што нема скали. Ако сакате да дознаете малку повеќе за ова, прашајте го вашиот наставник по музичко образование или пак истражувајте на интернет. Досега, вие сте се запознале со дурските скали Цедур и Гедур и нивните паралелни молски за кои што ќе зборуваме подоцна. Ако ги споредиме Цедур и Гедур, тие имаат сличности и разлики. Разлики се тоа што почнуваат од различни тонови. Низата од 8 тонови кај Цедур е од С до С, а во Гедур од Г до Г. Меѓутоа имат и сличности. Прва сличност е дека е низа од 8 тонови, меѓутоа можете да приметите дека и полустепените се меѓу истите стапала. Трето, четврто, седмо и осмо. Сите останати се цели степени. Токму тоа ги прави да бидат дурски скали. Сега да видиме на кој начин се добиваат дурските скали. Тие, според едно правило кое што постои во музичката теорија, се добиваат по квинтно тркало нагоре и надолу, или квинтно-квартен круг. Тоа значи, почнувајќи од основната Цедур скала, сите скали по квинтен круг нагоре се добиваат кога од претходната ќе се земе петото стапало и тоа станува прво во новата дурска скала, а додека по квинтно тркало надолу е кога од основната Цедур скала ќе се земе четвртото стапало или едноставно квинте надолу и на тој начин се добиваат скалите по квинтен круг надоле. Скалите по квинтен круг нагоре се со диези, а додека скалите по квинтен круг надолу се со бемоли. Исто така, начинот на добивање може да биде и поразличен. Значи, од секој тон можеме да изградиме дурска скала доколку полустепените се меѓу трето, четврто и седмо и осмо стапало. Сега да видиме ние на кој начин ја добивме F-дур скала. Значи, најпрво ја имаме основната Цедур скала. Полустепените се меѓу трето, четврто, седмо, осмо. Долен и горен тетракорд. Наредени се стапалата, латинските имиња и сега според правилото го земаме четвртото стапало и тоа ни е прво во низата од 8 тонови кои ќе видиме дали е дур. И сега ги забележуваме меѓу ми, фа, си до полустепени, меѓутоа забележувате дека во долниот тетракорд полустепенот не е на правилно место, е на четврто и пето. Затоа ставаме бемол, кој што го наближува тонот си, го снижува и го наближува до А, а исто меѓу Б и С се прави цел степен. Затоа, со помош на бемолот,
кој што е знак во F-дур скала и подредуваме латинските имиња F, G, A, B, C, D, E и F. Сега да видиме на кој начин вие ќе запишете F-дур скала во вашата тетрадка. Најпрво пишуваме виолински клуч. По виолинскиот клуч задолжително бемол, кој што стои на местото каде што стои тонот Си, и го снижува, односно на местото на тонот Х, и тој станува Б, заради распоредот на целите и полустепените. Пишуваме низа од 8 тонови. Полустепените се меѓу трето и четврто, седмо и осмо. Сега ги забележуваме долниот и горниот тетракорд, ги пишуваме латинските имиња. F, G, A, сега имаме B, бидејќи ни е снижено, C, D, E и F. И пишуваме име и презиме на скалата. F е заради тоа што почнува и завршува со F, а дур затоа што полустепените со ова интервенција кога го сниживме четвртото стапало се на правилно место, односно меѓу трето, четврто, седмо и осмо стапало. Значи вака добивме F-дур скала. Сега тука, значи имаме исто F-дур скала, меѓутоа како F-дур скала се свири, ќе ја слушнете. Предходно Си или Х не се свири, туку на тоа место се тонот Б. Да видиме што научивме овој час. Научивме дека F-дур скала се добива кога од основната C-дур ќе се земе четврто стапало, или рековме дека од секој тон, па така и од F, може да направиме низа од 8 тонови. И најбитно е полустепените да се меѓу трето, четврто, седмо и осмо стапало, а сите други се цели степени. На почетокот на F-дур, по виолинскиот клуч, ние пишуваме уште во виолински клуч, се пишува бемол на третата линија, на местото каде што стои тонот Си, и сега тој е снижен, и важи за сите Си, односно Х, во F-дур скала, значи не е Х, туку е Б, снижено четврто стапало. F се вика затоа што почнува и завршува со F, а дур затоа што полустепените се наоѓаат меѓу трето, четврто, седмо и осмо стапало. Ви благодарам.